Денешната инспирација ми е од јапонските рецепти, односно сите оние азиатски подготовки и денеска избрав да направам една многу сложена. Ќе направам суши. За да направите суши, треба да сте мајстор. Вистинското суши и оние мајстори кои го спремаат, учат со години како да ги подготват сите тие типови на суши. Јас станав мајстор за суши во нашите карантински денови. Син ми Марио обожава суши. Немавме тогаш можност многу голема за нарачување, достава, нели поради сите мерки за предпазливост, и решив да научам да направам. Јас ги искористам една бамбусова подлога која ни служи за јадење и за поставување на чини. Измиена е, чиста, и со нејзина помош ќе го замотам сушито. Нема да изгледа професионално, уште сега ви кажувам, ниту ќе изгледа како од познатите ресторани, бидејќи ви кажав, навистина треба многу вештини за да се научи. Меѓутоа, за да направите домашно, апсолутно ви се потребни само неколку состојки, малку трпение и да следите рецепт. Моето суши денеска ќе го правам од неколку состојки, бидејќи ние не сме морска земја, немаме пристап до свежа риба. Јас секогаш се плашам да купувам по пазарите нешто што не знам кога стигнало, и рибата ја подготвив. Ова е орада, ја испеков само со лимон и со путер и ја раскинав на парчиња за да ја искористам во сушито. Ќе користам краставица, морков и авокадо. Меѓутоа, претходно треба да направиме подготовка. Тука имам вински оцет. Оригиналното суши бара да користите оризов оцет, кој за жал не се наоѓа во нашите маркети, или можеби се наоѓа, пишете ми како некаде сте го сретнале и каде можеме да го набавиме. Меѓутоа, мене ми е одлична замена винскиот оцет, ќе ми го ароматизира баш убаво. Имам, не знам, 50 на милилитри вински оцет и во него ќе додадам 2 лажици шеќер. Оваа смеса ќе ја искористам да го ароматизирам оризот, меѓутоа и малку да ги бланширам краставицата, морковот и ѓумбирот. Сите ќе ги сечкаме на стапчиња за да можеме да ги замутаме во сушито. Заедно со кората, убаво измиена краставица, тенки стапчиња. И малку морков. Ете ги нашите стапчиња. Имам малку ѓумбир. Ѓумбирот ќе го искористам да го ароматизирам оцетот. На тенки скибритчиња. Ѓумбирот само ќе го ставам да ми го ароматизира оцетот и шеќерот, а потоа ќе го извадам, нема да го користам во сушито. Малку само проварете. Отстранете го ѓумбирот. Премногу е лут и сам дека е пресилна состојка за да ја загрижате. Сушито треба да биде навистина нежно и неутрално, како и целата азиска кујна, тоест јапонска. Ете така. Ќе го вратам на оган и ќе ги ставам само кратко да се избланшираат, 2 до 3 минути, морковот и краставицата.
само да попримат од оцетот и шеќерот. Додека се бланшираат морковот и краставицата, ќе го подготвам авокадото на тенки стапчиња. И трнете ги на страна. Го избланширавме морковот и краставицата, го насекавме авокадото и време да почнеме да го подготвиме сушито. Доколку сте почетник и доколку ова не ви успее, воопшто немој да се тревожите, и мене не ми успеа првите неколку пати, бидејќи сепак бара малку повеќе вештина, меѓутоа ако сте правеле ролат, сигурно ова многу подобро ќе ви оди. Јас бидејќи не подготвувам благи работи, можеби затоа и поспоро ми одеше. Имате нори алга. Нори алгата е суши алга која задолжително се употребува. Мислам дека не може да направите суши без да искористите нори алга, ја има во нашите маркети и мислам дека би требало да ја можете да ја пробате. Некој ја сакаат, некој не ја сакаат, има така малку вкус на лек, меѓутоа во мноштвото на вкусови во сушито е совршен додаток. Нори алгата, бидејќи ми е топла ринглата, само ќе ја тостирам, затоа што сакам да ми се активира. Еве како изгледа. Мириса на риба. И имам бел варен ориз. Оризот го подготвив претходно. Подгответе го и вие претходно. Треба да е леплив. И му ставив истата мешавина од оцет и шеќер во која ги бланширав краставиците и морковот. Земете убава количина, од прилика 8 мм 1 сантим и направете една подлога од ориз. Сушите можете и обратно да го свртите, доколку сакате нори алгата да биде внатре. Ставете само една фолија, што за вакуумирање, обична фолија која има во маркетите, ставете ја под нори алгата и вртете со незе, а врз неја ставете го оризот и така ќе добиете обратно свртено суши. Оригиналните рецепти користат жива риба, меѓутоа навистина доколку вие имате некој не знам, можеби извор каде што знаете од каде доаѓа рибата, слободно потребете жива риба, таа е многу здрава, лосос можеби, туна, некоја морска риба која може да се конзумира, можете да употребите и пушена, дури можете да употребите и риба од конзерва, а може да направите и вегетаријански верзии, односно верзии кои не содржат риба, бидејќи мирисот на риба ќе го добиете од нори алгата. Ете така, убаво притисната. И распределете го оризот, оставајќи помалку од страните за да може да се залепи нори алгата. И ова е еден од рецептите кој бара многу трпение. Почнуваме со редење. Доколку овој квадрат од нори алгата може го поделиме на 3 дела, целиот мастрав кој внатре оди треба да го ставите во првиот квадрат за да може да го формирате првиот круг, или гледате јас како тоа ќе го направам. Значи ставаме помалку по еден ред краставичка, морков, авокадо, и малку од мојата риба. Мојата претходно подготвена риба.
вистината, дали ова ќе успее или не. Значи, направете прв слој, замоткајте го и полека и внимателно, движејќи ја бамбусовата подлога, и полека замотајте, не притискајте, затоа што ќе ви излезе уризот од сите страни. Значи, бамбусовата подлога ви е потребна само да го формира суши ролатот. И ќе направиме уште еден суши ролат. Значи, малку ја тостираме на загреана рингла. Ставаме ориз. Не засолувајте. Немој да ставате сол, бидејќи сушито ќе го конзумираме, потопувајќи го во соја соса. Соја сосата е навистина солен и апсолутно во ова јадење не ви е потребно да додавате дополнително сол. Е готова. Ќе го остава малку да се одмори, да се залепат сите состојки и со многу остар нож ќе го исечам на кругави. Суши ролните се одморија. Мислам дека изгледаат перфектно и бидејќи ви кажав дека треба да се исечат со многу остар нож, сакам да ви покажам една техника како јас си помагам да си го наострам ножот. Не знам дали тоа е практично, внимавајте, не го правете ова дома доколку не се чувствувате безбедно, може многу лесно да си отсечете прст или нешто, не знам, поголема белја да направите. Значи на една било каква керамичка чаша ќе го свртите дното служи како камен за острење ножеви. Јас често го користам како техника, бидејќи сакам кога не ми се остри ножевите, да имам можност тоа да го направам без да имам некој апаратче. Значи, со помош на дното, само поминете го неколку пати. И веќе е остар. Ќе го исечеме внимателно, не сакаме да ни се распадне. Ете видите колку е остар ножот сега. Немаме целосно азиско искуство, бамбус подлогата е тука и сечете ги ролните суши. Боничека суши. Сушито е едно од омилените јадења на син ми Марио, кој во моментов не е дома. И мислам дека кога ќе ја гледа емисијата, ќе ми биде смртно лут. Зошто не бил тука да го проба. Меѓутоа, навистина ја усовршив оваа техника и често го правам, бидејќи се охрабрив и сватив дека не е толку тешко, иако имам огромна почит према оние мајстори, суши мајстори кои прават прекрасни креации од суши ролните.
Изчистете го ножот доколку ви е направен со ориз, затоа што ќе ви ја сруши целата суши ролна, не сакате да ја распаднете. Крајчето секогаш завршувам мојата уста. Послужете го со убав и богат соја сос и начинот на кој се конзумира. Земате една суши ролничка, ја потопувате во соја сосот, бидејќи нели се сеќавате воопшто не беше солена. Загризете и уживајте во вкусовите. И ти? Нежниот рецепт и нежното суши бара нежен десерт. Мала кованица со неколку намирници. Класичниот пудинг се прави нели од кесичка пудинг со млека и јас денеска решив да подготвам млечна варијанта. Ми има една таква неутралност, она на што се базира баш јапонската кујна. Имам 500 мл млеко мегле. Ќе го ставам на оган да се загрее. И имам отприлика 50 мл павлака за готвење сладка. И почекам да зоврие и малку да се згусне. На страна ќе растворам малку густин, тука имам 3 лажици густин со малку вода за да можам да ја загреам павлаката. Го растворам во вода, бидејќи доколку го ставите како прашак, тој може да направи грудки, а доколку го растворите претходно во вода, апсолутно ќе се раствори и нема да направи грудки во млекото, во овој млечен пудинг. Кога млекото и сладката павлака ќе почнат веќе да зовриваат, додадете го растворениот густин со постојано мешање на тиво коган. Додадете 3 лажици шеќер. Имам 1 екстракт од ванила. Мириса ванилата е, не ја сакам во парфеми, не ја сакам во, не знам, прашаци за пирење, ама во храна има божествен мирис и вкус. Имам 2 кисички ванилин шеќер на витаминка. Овој пат ќе ја користиме нивната блага палета, ќе искористиме, имаат прекрасно чоколадо со вкусна јагода.
Ќе го искористам за овој нежен рецепт. Веќе почнува да се вкуснува. Дајте му некои си 5 минути, кога веќе ќе формира структура на пудинг, слободно префрлете го во садови за сервирање. Неколку меори и исклучете ринглата за да не загори. Јас имам тука неколку шолички, вие искористете други садчиња ако имате и наполнете ги. Овој десерт се јаде ладен, како пудинг класичен, меѓутоа има малку по необичен вкус. И на крајот нарендајте чоколадо од јагода. Има таква нежна розеникава боја. Мирисе исто многу убаво, има баш ванила вкус во себе. И секако можете да го најдете на полиците каде што се продаваат сладките продукти на Витаминка. И тоа беше се за денес. Ви подготвив еден рецепт за суши. Пробајте го, пратете ни слики, кажете ни дали сте се обиделе, каде имавте потешкоти, ако можеме да помогнеме. И ви подготвив еден нежен и неутрален пудинг од млеко. Се гледаме веќе во другата епизода на Готвиме со Маја со нови рецепти.